Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, ние со вториот дел од емисијата, а за вие кои што подоцна се вклучивте, да кажеме дека со мене во студиото е господјата Снежана Бојчин, представник или председател на Сдруженијето за цистична фиброза. Снежана, разговаравме доста во првиот дел од разговорот, нели, за самата болест и за третманот на болните и лековите, и сега малку да поразговараме за вашето здружение. Од кога постоите како здружение и колку членови имате? Сдруженијето за цистична фиброза е оформено во 2002 година, значи постоиме веќе повеќе од една декада. Ние како здружение не само што бевме активни на просторот на Република Македонија, туку и пошироко, веќе со години, дел сме од Европската мрежа на здруженија за цистична фиброза, дел сме од Светското здружение, односно Амбрела, Чадор, асоциацијата на сите здруженија во светот за цистична фиброза. Понатаму исто така би сакала да кажам дека повеќе од 5 години сме членка и на Европското здружение за ретки болести Еврордис, кое што е поддржано од Европската унија. Така. Како здружение, кои активности ги имате? Спомнавте дека ќе се случува еден симпозиум, исто така имавте и еден настан кој се случи во ЕУ-инфоцентарот пред известно време. Која беше целта на тој настан и се разбира, ќе ни кажете и други активности кои ги имате? Така. Па ние се обидуваме како здружение на секој начин да им помогнеме на нашите членови и пошироко на сите пациенти со цистична фиброза. Ме прашавте кој е бројот на членови. Ние имаме околу 60 на членови и јас ја користам оваа прилика да ги поканам и останатите да се зачленат во здруженијето, бидејќи ние правиме, особено во последниот период, силни напори да обезбедиме спонзорства и донации со цел да им помогнеме на семејствата во обезбедување на најнеопходните апарати, помагала и услови за да можат да го реализираат домашниот третман на болните со ЦЕФ. Понатаму исто така многу сме насочени кон тоа да обезбедиме соодветна физикална терапија. Веќе 3 години интензивно соработуваме со Сдруженијето на физиотерапевти на Република Македонија, со кои успеавме значи да направиме една исклучително квалитетна соработка, а во рамките на самото наше здружение организиравме работилница за цистична фиброза и наш план е веќе и наредната година повторно да ја донесеме работилницата во Република Македонија, се разбира со најдобрите практичари и физиотерапевти од Европа. Понатаму во рамките на нашите напори за приближување на третманот на болните со ЦЕФ во Македонија до оној на пациентите со ЦЕФ во Европа и особено иако ми е тешко да зборувам за тоа, меѓутоа приближување на просечниот век на преживување на болните со ЦЕФ во Македонија и очекувањата за нивниот просечен животен век со оној во европските земји кои што во овој момент навистина, повторно ќе кажам, според неофицијалните податоци многу се разликува. Организиравме и влеговме и сме составен дел од еден европски проект кој што го води француското здружение Мукомобайл. Ова здружение, овој проект ќе трае 1 година и здружението Мукомобайл, кое што тргна од Франција, ќе пропатува низ повеќе од 31 земја во Европа и во Азија, собирајќи податоци за тоа каков е третманот на болните во секоја земја поединечно. Ние во рамките на тој проект, како што реков и како што и вие самите знаете, го организиравме настанот во ЕУ-инфоцентарот, каде што ја презентиравме фактичката ситуација базирана на неофицијални податоци, меѓутоа токму тоа и беше целта на настанот. Главните заклучоци од настанот во
инфоцентарот беа да ги охрабриме сите релевантни институции во нашата држава што побрзо да изработат официјален регистер на болни со цистична фиброза и тој регистер на транспарентен начин да биде објавен и достапен за сите граѓани на Република Македонија. Потоа втора точка беше апел до институциите за објавување на подеднаков транспарентен начин и во што е можно пократко време, бидејќи тоа е така во европските земји, на регистерот за ретки болести. Како што реков, ние сме во регистерот за ретки болести, но се уште немаме информација дали сите пациенти со ЦЕФ се во регистерот, а уште помалку имаме информација кои се плановите за тоа кои лекови и колку лекови за болните со цистична фиброза ќе влезат во буџетот за ретки болести и воопшто кога ќе влезат, затоа што за нив, повторно ќе кажам, за разлика, сите болести се тешки, но овде зборуваме за болест која што е животозагрозувачка во најраното детство. Просечниот век на преживување на болните пациенти во Македонија е 12 години според неофицијалните податоци. Ние и затоа, простете, јас и дури би сакала да ги замолам за разбирање малкуте возрастни со цистична фиброза, бидејќи кај нас најголемиот дел од популацијата се сепак дечиња со ЦЕФ. А намерата ние да имаме што е можно повеќе возрастни болни со цистична фиброза, затоа што во голем дел од европските земји бројот на возрастни болни многу пати го надминува бројот на новодиагностициране, односно на деца со ЦЕФ, и во тоа практично преку тие бројки, затоа се и важни регистрите за цистична фиброза, се гледа дали е адекватен третманот и може да се лоцираат слабостите во третманот на болните со ЦЕФ и да се работи на коригирање на тие слабости за да им се излезе во пресрет и да им се овозможи еден толку квалитетен живот на овие болни. Инаку овие болни и покрај сето ова што го зборуваме се работоспособни, тие се можат да се вклучат во социјалниот живот на една земја, можат да оформат семејство, можат да имаат своји деца кои што може да се само носители на цистична фиброза. Значи не станува збор за доминантен ген, односно пациенти со цистична фиброза може да имаат деца кои што немаат цистична фиброза. Тие исто така, реков, ако си го добиваат на време и адекватно соодветниот третман, се работоспособни како и другата популација, со тоа што се разбира имаат потреба можеби од почести боледувања, меѓутоа секако дека можат да ги извршат сите работни задачи. Понатаму исто така, значи, апелиравме на тој настан да што поскоро се објави на транспарентен начин протоколот за лекување на болни со цистична фиброза и тој како во европските земји да им биде достапен на семејствата на болните со ЦЕФ и да биде изработен, се разбира, согласно документот стандарди за лекување на болни со ЦЕФ. Тоа е еден документ кој што е објавен во рамките на Европската унија, односно во рамките на телата кои што се го работат здравството во Европската унија. Понатаму дел од нашите активности на кои што сега сме насочени во идниот период е организирањето на симпозиум за цистична фиброза. Ние во 2009 година веќе организиравме, односно ја организиравме, бевме иницијатори и организатори на првата Балканска конференција за цистична фиброза. Сега сме со намера на 29 и 30 септември да направиме симпозиум на кој што предавачи ќе бидат врвни имиња на професионалци кои што се инволвирани во третманот на болните со ЦЕФ. Тоа се врвни пулмолози, врвни физиотерапевти, гастроентеролози, нутриционисти и така натаму. Со тоа што тој симпозиум ќе биде наменет за нашите професионалци
и се разбира за матичните лекари, бидејќи целта ни е да ја подигнеме јавната свест за оваа дијагноза и симптомите, се разбира и кај матичните лекари кои што се уште немаат сознанија за оваа болест и за најновите третмани што се применуваат кај овие болни. Според вас, какви чекори треба да се превземат во иднина за луѓето со цистична фиброза од Македонија да имаат соодветен третман сличен на оние од западните земји? Така. Значи, прво и основно за сите пациенти да го добијат соодветниот третман, потребно е да се воведе во Македонија неонатален скрининг. Постои веќе идеја за воведување на неонатален скрининг на некои болести, ретки болести, и ние се надеваме дека многу скоро во тој проект ќе влезат и болните со цистична фиброза, бидејќи, како што кажав на почетокот, многу е важно навреме да го добијат потребниот третман. Сега, кога имаме соодветни болнички услови, следен чекор во унапредување на третманот е соодветна доедукација на професионалните кадри кои што веќе работат во рамките на детската клиника Козле. Потребно е, како што рековме, воведување на целата симптоматолошка терапија, меѓутоа и се разбира и персонализираната медицина, која што ќе може да се воведе веднаш штом ќе се објават податоците во националниот регистар, зашто меѓу другите податоци што стојат во националните регистри за цистична фиброза стои и генотипот на пациентите, кој што е директна индикација за тоа дали пациентот може да го прима одреден лек кој што представува персонализирана медицина. Понатамо потребно е подигнување на јавната свест, како што реков, на граѓаните со цел да ги прифатат овие единки во своето обкружување и да им дадат поддршка. Факт е дека тие се соочуваат со големи потешкотии во животот, но исто така е факт дека се едни од најголемите борци кои што човештвото ги запознало. Така да ние посакуваме во наредниот период и работиме на тоа да ги вклучиме како здружение основните училишта и средните училишта во неколку едукативни програми во кои што сакаме да ја подигнеме јавната свест прво кај дечињата, да ги прифатат сосема нивните другарчиња кои што имаат цистична фиброза, а понатаму се разбира и посакуваме да издействуваме да со соодветни програми бидат опфатени овие пациенти. Станува збор за многу мал број на пациенти, еве во моментот само 30 на возрастни има со ЦЕФ, да им се обезбеди вработување и да им се обезбедат соодветни гаранции за задржување на работниот однос, бидејќи знаете, тие можат да ја сокријат болеста во моментот на вработување. Меѓутоа, како што реков, тие факт е дека почесто ќе имаат потреба од боледување. Значи, потребно е работодавецот да биде известен и да биде свесен дека неговиот вработен ќе има потреба од почести отсуства од работа и да може тоа да го толерира во законски рамки и да му овозможи, значи сепак целта е на пациентите ние да им овозможиме еден самостоен живот, тие самите да заработуваат за тоа, како што реков, тие сосема можат тоа да го реализираат, само им треба мала поддршка и им треба мало разбирање. Така, а каква е свесноста кај луѓето за ЦЕФ? Постои ли во моментов, нели, дискриминација или проблеми при вработувањето? Дискриминација не постои, затоа што најголемиот дел, 90% од семејствата кои што имаат деца со цистична фиброза и возрастните болни со цистична фиброза го кријат фактот дека ја имаат болеста. И затоа, како што реков, потребно е ние да им помогнеме тие да се отворат, затоа што тие го кријат тој факт, плашејќи се дека нема да бидат прифатени од средината. Знаете, неприфаќањето понекогаш оди во две крајности.
Едната крајност е кога луѓето ќе слушнат дека станува збор за генетска болест, дека станува збор за едно потешко заболување, заземаат еден, да речам, став на сожалување. Пациентите со ЦЕВ, нити пациентите, ниту семејствата на болните со цистична фиброза не сакаат сожалување. Тие сакаат само да бидат прифатени на еден рамноправен начин. Втората крајност е, како што реков, дел од симптоматологијата се чести кашлици, честа потреба од хоспитализации, кај дел од нивното обкружување кое што ќе разбере дека имаат некоја болест од таков тип, доаѓа до страв поради неинформираност дека можат да се заразат, дека нивните деца може да се заразат од пациентот, па тие го одбегнуваат и го изолираат семејството со цистична фиброза, и ова е особено нагласено во помалите средини и кај македонската, ќе нагласам и кај албанската популација. И токму во тие средини речиси немаме никаква отвореност во поглед на тоа да семејствата го споделат фактот дека се соочуваат со една таква сериозна здравствена состојба кај нивните деца и кај нивните членови. Така, и уште само за крај, постои ли уште нешто важно што би можеле да кажеме за ЦЕФ, а не го кажавме во текот на емисијата, или што ќе им порачете на гледачите? Па, јас можеби би сакала на крај да спомнам дека во рамките на организирањето на симпозиумот за цистична фиброза, кој што ќе биде наменет за професионалните работници, иако ќе има и еден дел кој што ќе биде наменет за семејствата со ЦЕФ, каде што семејствата ќе имаат прилика да се сретнат со професионалците од Европа и да им ги постават сите прашања кои што не можеле или немале прилика до сега да ги постават, затоа и ги поканувам сите родители и семејства да испланираат, значи да присуствуваат на овој настан во септември. И исто така би сакала да апелирам до македонската јавност, до пошироката јавност, да ни даде поддршка, бидејќи ние во продолжение на симпозиумот на 1 октомври планираме да направиме и да организираме еден голем национален ден за цистична фиброза, каде што со акции кои што ќе бидат организирани ширум целата територија на Република Македонија, сакаме да ја подигнеме јавната свест за болеста, за симптомите, меѓутоа и за тоа дека сепак станува збор за деца и возрастни кои што се рамноправни членови и граѓани на оваа земја и кои што согласно тоа заслужуваат и рамноправен третман. Потполно се согласувам со вас. Не ми преостанува ништо друго освен да ви се заблагодарам за поканата што ја прифативте да бидете моја вечерашна гостинка и се надевам дека ги успеете во вашите цели. Ви благодарам многу, задоволството е мое и на членовите на Сдруженијето за цистична фиброза. Така, ви благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, овде се одјавуваме. Ви благодарам вам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.